5 едноставни трикови за намалување килограми без броење калории, што вистински функционираат. Трик број 1. Ако сте љубители на паста, варете ја ал денте, немојте да ја преварувате. На тој начин пастата има понизок гликемиски индекс, а и држи повеќе ситост за разлика од преварената храна. Покрај тоа, пастата сварена ал денте се јаде побавно, односно на тој начин повеќе се стимулира хормонот GLP-1, кој што е хормон за намалување на апетитот. Поточно тоа истиот оној хормон врз кој делуваат и модерните лекови за слабење како Оземпик. Кога сме веќе кај пастата, трик број 2. Ако сте љубители на рафинираните јаглехидрати како бел ориз, бела паста или бели тестенини, не мора по секоја цена да ги сфрлите. Искомбинирајте ги со зеленчук и мешонки како граф, леќа или наут. Например, ориз со тиквичка или паста со броколи или геврек намачкан со хумус. На овој начин комбинацијата на растителни влакна и протеини ќе го регулира шеќерот во крвта, но воедно ќе држи и повеќе време ситост, што значи помалку ќе ни се јаде во текот на денот. Трик број 3. Додавајте протеини во секој оброк, па дури и во ужините. Протеините не само што придонесуваат за задржување на мускулната маса, туку придонесуваат и да сме сити со помалку храна. Протеините природно го намалуваат гладот, односно влијаат врз нивото на хормонот GLP-1. Се сеќавате истиот оној хормон што е поврзан со Оземпик? А ако сте во движење и не знаете како да го решите овој проблем, односно да внимавате на протеините, тука е протеинското млеко на Алпско. Јас редовно го пијам затоа што има 10 грама протеини во една чаша и е супер брзо решение. Протеинското млеко на Алпско го додавам во смуди, во каши, пијам какао со него, а некогаш правам и сосови за шпагети. Тип број 4. Пред оброкот грицкајте зеленчук. Сериозно, посебно ако имате навика да јадете додека готвите или додека ја подготвувате масата. Неколку домати, краставици или моркови на стапчиња пред ручекот ќе придонесат да изедете помалку од оброкот. Воедно ќе придонесат за поспоро качување на шеќерот во крвта од самиот оброк. И трик број 5, место да користите масло, користете семки, ореви, парчења авокадо. На овој начин во исхраната додаваме не само здрави масти, туку и растителни влакна, па и некој процент на протеини. Покрај тоа, калориите од семките и јатките не се абсорбираат толку многу колку од цеденото масло. Очигледно не мора да броите калории, само направете паметен избор, затоа што малите промени прават голема разлика.